Почитуван министер, почитуван генерален директор на Државна видеолотарија, почитувани колеги од медиумите, добре дојдовте во Државна видеолотарија Казинос Австрија, која што со задоволство ја прифати иницијативата на Министерството за спорт во поглед на соработка во иднина во дејноста спорт. Ние и низ изминативе 10 години како компанија покажавме дека во повеќе наврати дека сме верен пријател на спортот со сестрна поддршка на различни ентитети како на репрезентативно, така на клубско и индивидуално ниво во различни категории на спорт: фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, пливање, алпинизам и слично. Токму и затоа со задоволство ја прифативме иницијативата на министерот, заради која што и денес сме тука, па би сакала на самиот почеток министерот да ви се обрати. Добро, најнапред добар ден. Добро, најнапред добар ден. Драго ми е што сум ваш гостин денеска тука, затоа што според мене ова е еден чекор кој што најпрво ќе ја продлабочи нашата соработка во иднина, и второ, што е за мене уште важно, што заедно ќе промовираме вистински вредности кои што се исклучително важни и за спортот и за нашето општество, посебно за Министерство за спорт. И драго ми е што конечно ќе почнеме да направиме еден ресет на нашето општество, затоа што сите сме свесни дека во изминативе години, не зборувам сега за вашата компанија, генерално зборувам, дека во изминативе години цела оваа работа генерално со казина, со обложувалници, со брзи кредити излезе малце од контрола, и можам да кажам дека сум горд што успеавме да заеднички во рамки на добронамерен договор ја ставиме во некаква си рамка. Кога зборувам за рамка, не зборувам за законска рамка, зборувам за морална и за рамка која што значи повторно промовирање на вистински вредности, и драго ми е што ќе имаме можност во иднина заедно да соработуваме, ќе повторам, и да заедно ги промовираме вистинските вредности на кои што сакаме да се базира и Министерството, меѓутоа и оваа влада. Така да не би имало што повеќе да добавам. Видеолотарија како општествено одговорна компанија ја препозна оваа идеја, гледаме во неа дека има навистина добра визија, и затоа со поддршка ќе застанеме заедно во изградба на спортот онака како што заслужува, бидејќи спортот е еден од најдобрите амбасадори на нашата земја на меѓународно ниво. Сега би ги поканила министерот и генералниот директор да преминат на потпишување на меморандумот со кој што во иднина поамбициозно ќе можеме да соработуваме заедно во поглед на добробит на спортот за сите нас. Да веруваме дека ова ќе биде еден убав почеток и ќе донесе убави резултати на кои што сите ние ќе бидеме горди. Доколку имате некои конкретни прашања во врска со оваа убава соработка? Има ли некои конкретни проекти сега што најпрво ќе се реализираат во врска со оваа соработка? Па добро, мислам дека ова е почеток, и што беше најважно од се да она за кое што разговаравме на претходните состаноци да го ставиме на хартија во вид на меморандум, кој што ќе значи разбирање помеѓу двете страни, и она што јас вака упростено да го кажеме, да го појасниме на јавноста, тоа е дека дел од овој меморандум подразбира и етичко рекламирање и финансирање на спортистите кои што бивши спортисти, сегашни и млади таленти кои што ќе бидат директно искористени, или повеќе нема да биде случај како што беше претходно, да директно бидат користени за било какво рекламирање во делот на казина и на игри на среќа. Тие ќе можат спортистите да се користат само во делот на промовирање на спортски игралишта, на спортски евенти кои што ќе бидат поврзани со делот на спортот, меѓутоа никако тие нема да бидат промовирани лично за промоција на
да кажеме на игрите на среќа, така да и казината, мислам дека тоа беше најважниот чекор кој што сакаме да го постигнеме и можам да кажеме дека конечно го постигнавме тоа, а во краток период ќе седнеме и ќе разговараме за идните проекти кои што и државната видеолотарија ќе ги заедно со министерството ќе ги доработиме. Така да мислам дека ова е еден убав почеток на соработка кој што е само, пак ќе повторам, еден почеток на она што ни следува идне. Ние можеме да се вклучиме на ова, дека се наоѓаме на самиот крај на оваа година и полека можеме веќе да ги планираме активностите во текот на следната година. Јас со задоволство можам да споменам дека еве заеднички ќе го представиме реконструираното мултифункционално игралиште за повеќе видови на спорт во општина Кисела Вода и тоа ќе биде еден наш убав чекор за да започнеме малку поамбициозно да работиме заедно на проекти од интерес за спортот во иднина. Дали може прашање на темата за директорот на видеолотарија? Директоре, како ги коментирате обвинувањата дека казиното Устрија практично има монопол во видеолотарија, со оглед на фактот дека директорот на државна лотарија Кримовски бил консултант до неговото назначување на неговата функција и со оглед на тоа што доизлезе со информации дека договорот кој што бил подпишан практично му озвучува на Казино Устрија 100% одлучување, односно да дава и вето за одредени одлуки на видеолотарија. Вака, ова прашање би требало на Казино Австрија да биде поставено. Не ви го поставам и вас, бидејќи вие сте партнер со Казино Австрија и заедно треба да донесувате одлуки. Партнери во Казино Австрија се државна лотарија и Казино Австрија. А ние сме само керка на државна лотарија и на Казино Австрија. Добро, ама Климовски е во надзорниот одбор на... Да, во надзорен одбор и не користиме ние негови консултантски услуги. Како државна видеолотарија. Ние работиме согласно законската регулатива и во таа насока секогаш без исклучок ги почитуваме уредбите на регулаторните тела. Затоа и до сега сме докажале дека во повеќе наврати немаме никакви незаконски дејанија. Нема ли конфликт на интерес кој да биде во надзорен одбор како консултант претходно на Казино Устрија? Државна видеолотарија не го именува во надзорен одбор. Тоа прашање мислам дека во надзорен одбор член како и сите други кои се делегирани од содружниците. Има надомест само за тоа. Други консултантски услуги од професорот немаме. Јас имам едно прашање за меморандумот. Дали, министре, ова значи дека државна видеолотарија како општествено одговорна компанија до сега и понатаму ќе може, односно ќе и продолжи понатаму да финансира одредени спортисти, односно да помага, не да финансира, да помага одредени спортисти, како што беше и до сега, значи без никакви проблеми, но да не само да не ги користи нивните заштитни лица. Тоа е претпоставено. Да, вака да упростиме, значи ние немаме ништо против и разбираме бизнис идејата на секоја една компанија. Ние немаме никакво нити можеме да одиме до таа мера да се мешаме, да не се рекламираме, меѓутоа тие реклами да не се користат директно спортистите, затоа што сите сме свесни дека тие спортисти се идоли на многу дечиња во Македонија и сакаме да избегнеме да на некои си начини, да не бидем погрешно сватен, некаква си експлоатација на тие спортисти, затоа што реално тие спортисти кои што беа директно вклучени во рекламирањето се идоли на многу деца, вклучувајќи и моето детенце едно од нив, така да сакаме малце да направиме на вистина да немаме ништо против да компанијата си финансира спортисти, да стојат на нивните дресови, не знам, на коли, на автомобили, во различни промоции или финансирање, меѓутоа да не бидат директно вклучени во рекламирањето на работи кои што не сакаме да бидат, ајде да кажем, во општеството промовирани на начин, затоа што многу млади гледаат спорт, тие се сепак многу идоли на многу дечи и не би сакале да на тој начин потикнуваме работи кои што се под знак наводници негативни за младината. Не под знак наводници.
И јас ќе допрецизирам дека ќе имаме соработки ние со нашите заштитни лица и во иднина во поглед на промовирање на нашите општествено одговорни активности, во смисла кога ќе имаме турнири за спорт на нашите спортски игралишта кои што ги реконструиравме, секако дека од интерес е да бидат тие идоли затоа што децата во нив се препознаваат и многу убаво е да ги користиме како мотиватори, како луѓе кои што може да споделат искуство, да ги насочат, бидејќи тоа е и наша цел на крајот од криштата. Спортот да го препознаваат децата како општо добро, во кое што може да се вклучат и да ги развиваат своите вештини и талент. Директни кои да не повикуваат на обложување во таа. Точно. Да. Што мислам дека е исправна одлука и уште еднаш драго ми е што компанијата го ја прифати нашата иницијатива да заедно почнуваме да градиме и да промовираме вистински ремонт. Добро, сега можеби не е местото, меѓутоа еве што ќе правите со брзите кредити каде што директно одредени ликови се појавуваат и рекламираат брзи кредити? Па, тоа одиме чекор по чекор. Ова е едниот чекор кој што успешно го завршивме на големо задоволство. Сега мислам дека следен чекор ни се брзите кредити, така да и во тој дел ќе пробаме да ставиме мала контрола и рамка како треба да изгледа тоа. Од морална и од етичка страна. Што е според мене многу поважно од законската. Ние не може да ги ограничиме компаниите во што ќе ги дадат своите средства и кај ќе ги вложат, меѓутоа треба заеднички да бидеме партнери во се она што пак ќе повторам сега, можеби малку сум досаден, меѓутоа треба да бидеме партнери во се она што се вика промоција на вистински редности. Тоа е една универзална реченица која што може да разглобите на многу начини и според мене има голема тежина.